Здраво и добро дојдовте во уште едно видео, каде што ова видео ќе ја разгледаме номенклатурата комплексни соединенија, бидејќи во минатото основно само на некој начин видовме што се комплексни соединенија во кратки црти и сега ќе видиме како всушност се именуваат. И да започнеме. Значи овде ќе ја напишам две комплексни соединенија кои нема сега да го видиме неото име, него едноставно ќе видиме правилата за запишување на неото име. Значи првин, кога се запишува името на некоја си комплексно соединение, првично се запишува името на катионот. Значи, ева ќе ги направам помали овие. Пред се запишува името на катионот, односно позитивниот дел од соединението. Понатаму се запишува името на анионот. Сега, во овој овдека случај, првиот, името на анионот е овој дел, односно комплексниот анион, додека катионот си е едноставно атомов на железо. А во другиот пример, комплексниот катион, комплексно соединение, односно комплексниот катион, каде што имаме централен атом, имаме лиганди, тоа е комплексниот катион, додека анионот е атомов, мислам, хлоров. Значи, кога се запишува името, пред се запишува катионот, па се запишува анионот. Значи, тоа би било на следниот начин. Дека би било железо 2, и името на комплексниот анион, а овдека би било името на комплексниот катион и хлорид. Сега, кога видовме основната структура, да видиме како треба да се именува ова. Значи, како треба да се именува во овој случај комплексниот катион или пак комплексниот анион. Кога се именува комплексниот анион или катион, првично се запишува името на лигандот. Значи, во овој случај лигандот е ова, значи амоњак, така, имаме 6 молекули. Значи, пред доаѓа името на лигандот и пред името на лигандот се става грчки префикс. Вака тоа да го бележиме со, нека биде фиолетова боја. Значи, пред името на лигандот се става грчки префикс. Сега, од кога ќе се направи тоа, треба да се запише слеано името на централниот атом. Значи, најчесто тоа е некој си атом, некој си железо, но не мора да биде, затоа викаме дека се запишува името на централниот атом, односно комплексообразувачот, ќе бележам со кафена боја. И тоа се запишува слеано, значи не се запишува одвоено, него се запишува слеано. Сега, ако овој атом, металниот или централниот атом, е комплексен катион или е неутрален, тогаш неговото именување се врши на ист начин како кај солите. Значи, тоа ќе го запишам со бела боја. Ако овој централниот атом е катион, така, комплексен катион, или пак е неутрален, тоа ќе бележам со 0, тогаш се именува како соли. Мислам како што би се именувал ако би бил во склад на соли. Но, ако е анион, тогаш се употребува латинското име на елементот и се вршат некакви измени. Значи вака, ако е анион, така, ако е негативен овој централниот атом, тогаш се именува спрема неговото латинско име. Каде што всушност се трга на ставката или може да биде иум, бариум, натриум, бориум, значи сите, не сите, ама голем дел од хемиски елементи ги имаат овие наставки на краевите, така, плутониум, ураниум и така натаму. Значи се тргаат тие и се додава АТ. Се додава АТ на крај и така се изведува латинското име. Сега ќе земам неколку примери за неото латинско име. Ќе запишеме со бела боја. Примери за латинско име за сребро, значи сребро е АГ. За сребро латинското име е аргентум, така што сега не е аргентум, него е аргентат. За железо, например, железо Fe. Ќе направиме од полого. Fe, односно тоа стои за ферум, така што нема да биде ферум, него ќе биде ферат. Тоа ќе го запишеме. Значи ќе биде ферат. Иначе е ферум, ама бидејќи како што реков, и иум се тргаат и се додава ат. Значи ќе биде ферат. Злато, ево ќе направиме со жолта боја. Злато хемиски символ е АУ и тоа е аурат. Инаку латинското име му е аурум.
аурум и аурум станува аурат. Например, за олово, ово со сива боја нека биде, олово беше ПБ, и тога е плумбат. Сега некој ќе праша, добро, каде знам ја како му е латинското име, за да му го сменам, така, ќе си речеш, добро, ја ако му го знам латинското име, наместо ќе му става МТ, ама ја не го знам латинското име. Сега, например, тоа може да се види на некои периодни системи, го нема на сите, ама ако го имаш хемискиот символ, од прилика би може некако да сконташ како би било името. Така што, не знам, најпаметен пример е, најпаметен начин е некој најчести да се научат на памет и ќе ги знаеш, како овие аргенат, ферат, аурат, плумбат. Сега има некои исклучоци, например, не знам, некоја си темно сива боја, например живата, знаете дека има ХГ. Сега би требало да биде хидраргират, но не се користи хидраргират, него се користи меркурат. И на англиски, например, жива е mercury. Добро, сега знаеме како ќе го именуваме централниот атом, ако е анион. Сега има уште едно правило, значи, за именување на лигандот. Значи, треба да го знаете името на лигандот. Кога некој си, дали тоа би било едно хемиско соединение или некоја хемиска група, каде што се користи одредено тривијално име, но не се именуваат како што би се именувале анионите. Така се додава кај името на лигандот, всушност го изведуваме на следниот начин. Значи го имаме анионот и се додава О на крај. Така се додава О. Сега има некои исклучоци, ќе ги видиме. Например, сега ќе видиме некои примери за да видите како тоа би изгледало. Ево вака, сега ова се анионите со нивните лиганди, сега ќе ги разгледаме. Значи вака, први ги имаме овие кои сидат профилот, значи го имаме анионот и потоа се додава името О, значи овие овдека се лиганди. Значи имаме хидрид, добиваш хидридо, нитрат, нитрит, нитрато, нитрит, нитрито, сулфат, сулфато, хидроген сулфат, хидроген сулфато и така натаму и така натаму. Сега нормално мора да се знаат имињата на анионите кои произлегуваат, нели, од минатите хемиски соединенија, видови хемиски соединенија кои ги разгледавме, киселини, соли и другите. Например, нема да го знаете тиосулфат ако не знаете тиокиселини, така. Треба прво да знаете тиокиселини, тиосулфурна киселина, па тиосулфурна киселина да го излечете тиосулфат анионот, па да го направите тиосулфато. Така. Сега, добро, тие се стандардните. Сега има овдека овие кои се некои исклучоци, како од бескислородните киселини начесто доаѓаат, како од флуороводородна, хлороводородна и така натаму. И овие аниони се флуорид, кој станува флуоро, значи не е флуоридо, значи не е флуоридо, него е флуоро. Целото ова ид го снемува и добиваш О на тоа место. Така. Значи од флуорид станува флуоро, од хлорид станува хлоро, од бромид станува бромо, јодид јодо, цијанид цијано, и така натаму, така натаму. Перерова нитрит, нитро, сигурно се служи на нитро. Тоа божемски у игрите, нели, колите што ги паради побрзи, или пак најпознато е како 3 нитротолуен, односно ТНТ, односно динамит. Така, значи имаш 3 вакви молекули на 1-2 кои се врзани со една молекула на толуен и добиваш 3 нитротолуен, односно динамит. Имам овдека едни молекули кои се среќаваат како такви, имаат некои тривијални имења, како водата, кога е како лигант е аква, амоњак кога е како лигант е амин со 2 м, имаме аминокиселини, КНХ3, јаглерод моноксид станува карбонил, азот моноксид станува нитрозил. Например, ако го замениш кислородниот атом, значи ако кислородниот атом премине во сулфурен атом, добиваш тио пред него, така, тоа беше со врска со тиокиселини. И ова и овдека исто важи. Наместо карбонил ќе имаш тио карбонил, наместо нитрозил ќе имаш тио нитрозил. Сега ќе решиме само едни два примера, а понатаму ќе направам наредно видео каде што ќе разгледуваме само примери од овие комплексни соединенија. Еве, имам тука еден пример. И сега да видиме како ќе го именуваме. Значи први ни иде катионот, во овој случај катионот е ова, тој кој има позитивен полнеж. Потоа иде името на анионот.
Во овој случај тоа ќе биде комплексниот анион. Така и нормално ако ја пишам хемиска формула, тие се напишани како што треба да се именуваат. Така значи прво ќе дојде името на катионот, така дојде името на анионот. Сега да видиме колку преине валентно железото. Бидејќи гледаме дека железото имаме овдека 3, овдека за комплексниот анион имаме 2, најмал заеднички делител за 3 и 2, 6, 6 делено на 3, значи ова ќе биде 2 и ова ќе биде минус 3. Така ова ќе биде минус 3. Добро, нека стои така. Или пак вака ќе направиме тоа, нека стои минус 3, ама ова ќе оставиме плюс 2, ова ќе биде целата оваа група, значи ова целото овдека, бидејќи двојка важи за тоа целото, е всушност минус 3. И сега името ќе биде железо. Железо у заграда 2 римско, затвораме заграда, и сега името на комплексниот анион. Кога го оставам името на комплексниот анион, први ни иде, како беше, грчкиот префикс за бројот на лиганди, така, па името на лигандот. Во овој случај имаме 4, значи ако имаме 4, тоа ќе биде тетра, ќе го запишеме ова се со ова за куцање, зашто нема да изгледа убаво. Значи ќе биде вака. Ќе биде железо 2, добро. Тетра, зашто имаме зашто имаме 4 молекули лигандот. Цијано, зашто тоа е нели цијано лиганд, доаѓа од цијанид и станува цијано, овдека го имаме, така од цијанид станува цијано. Тетра цијано купрат. Тоа од латинското име за бакар, купрум станува купрат. Сега од кај знам дека е едновалентно, бидејќи знам дека цијанид групата е минус 1, а минус 1 по 4, тоа е всушност минус 4, тоа значи дека за да биде минус 3, ова мора да е плюс 1 бакарот. Така што целото минус 4 и плюс 1 ќе даде минус 3. Бидејќи нели реков дека оваа целата овдека група е минус 3. За целата биде минус 3, бидејќи ова е минус 4, ова мора да биде плюс 1. Ајде да видиме уште еден пример. Да видиме сега како ќе биде името тука. Првин ќе имаме, ќе земеме и да земам со оваа боја. Магнезиум, оставам кирилица. Магнезиум, сега магнезиум има постојана валентност од плюс 2, но тоа не мора да се запишува, но ќе го запишеме колку да биде полесно пресметувањето за железо. Значи затоа ќе го запишам како плюс 2. Сега, треба првин бројот на молекули од лигандот, тоа е D, така да ја земеме некоја друга боја. Тоа ќе биде D, зашто имаме две молекули на оксалат, но бидејќи е лиганд, на крај ставаме O, така што ќе биде оксалато. Земем повторно некоја друга боја. Оксалато. И сега железо беше ферум, односно ферат. Сега, колку треба да биде валентно? Јас ќе запишам одговорот и потоа ќе пресметаме зошто е толку валентно. Ова ќе биде двовалентно. Сега да видиме зошто е всушност двовалентно. Магнезиум реков дека има постојана валенција од плюс 2, така, плюс 2. Така што оваа овдека целата група, да знам се не знам која боја, виолетова или нека биде сина. Оваа овдека целата група треба да е минус 2. Така, значи тоа цело треба да е минус 2, така што плюс 2 и минус 2 ќе дадат 0. Така. Значи ако целата оваа група треба да е минус 2, а знаеме дека оксалато, ако го видиме овдека, еве го, така, имаме оксалат, станува оксалато, е 2 минус. Така, односно минус 2. Така што ако имаме две молекули, минус 2 по 2, ова целото овдека, тоа значи дека ќе биде, вака ќе направиме, минус 4. Ако тоа целото овдека е минус 4, не реагира чудаме и ова, тоа значи дека за ова целото да биде минус 2, железото мора да биде
плюс 2. И ако железото е плюс 2 и минус 4, тоа ќе ни даде дека целото ова овдека ќе биде минус 2 и затоа плюс 2 и минус 2 ќе ни даде 0. И затоа железото е плюс 2. Се надам дека ме проследивте или чекај ќе направам малце повеќе објаснување. Вака само ова ќе го запишеме. Значи магнезиумот е плюс 2. Оваа тука целата група за ова целото да биде овдека 0, значи плюс 2 плюс x еднакво на 0. За да биде 0, x во овој случај е ова овдека. Така, за да биде 0, x мора да биде минус 2 и тоа ќе ни даде 0. Така, сега, како x ќе го направиме? Минус 2. Знаеме дека ова соединение, оксалато, е минус 2 и бидејќи имаме две молекули на оксалато, тоа значи минус 2 по 2 е еднакво на минус 4. Сега, ако ова е минус 4, тогаш железото мора да биде плюс 2, така што овој збир, минус 4 и плюс 2, ќе ни го даде минус 2. Така, и целото соединение ќе си биде 0. Се надам дека разбравте. И тоа беше се за второ видео за комплексни соединенија во врска со номенклатурата нивна. Во наредното видео ќе разгледуваме само примери некои. Така, значи ќе разгледаме само некои примери. И се надам дека научивте нешто ново. Ева ќе го прелистаме сега целото вака предавање на некој си начин. И ќе се видиме во наредното видео. Довидување.